Многу е јако кога се користи отпад за да се направи уметност и при тоа да се зачува природата. Екопакет има таква намена. Да видиме какви се дела направија користејќи само тетрапак. Најдобар начин да се научи нешто ново и корисно е најчесто преку забава. На 31 мај во МКЦ бевме на Екопакет Македонија, каде се одржа изложба на уметнички дела изработени од употребена тетрапак амбалажа и работилница на точаци. На изложбата беа одбрани и 3 најдобри. Беа прикажани цели куќи и градови, направени од резервни материјали. Тука се вида креативноста и фантазијата на тоа како може да ги употребиме работите кои би ги фрлиле. Додека пак во работилниците со велосипедите научија како да им дадеме втора шанса на старите велосипеди само со ново руво. Блажевски Вардан, која водеше работилницата, ни објасни најубаво. Објасниме на младата популација или дечињата од Скопје и широм од нашата држава, значи како може втора шанса да се даде на отпадниот материјал со реставрација и персонализација на стари велосипеди, значи даваме шанса на старите велосипеди. Еве што ни кажа и основците. Па ние учествувавме 5 девојчиња и премногу се забавувавме покрај работата сепак. Па така што се дружевме, работевме заедно во група. Изработивме екоград наречен Golden Gate. Го изработувавме од рециклиран материјал и тетрапак. Ние научивме многу нови работи, како да рециклираме и како истовремено да се забавуваме. Таму украсувавме стари велосипеди и беше многу интересно. Таму ги украсувавме старите велосипеди. Проектот Екопакет е наменет за развивање на свеста и значењето на одговорното однесување кај децата, учениците, воспитувачите, наставниците и родителите, преку собирање, селектирање, одвојување и отстранување на картонот од употребената тетрапак амбалажа, од млеко, јогурт и соковите. За ова повеќе зборувавме со Љубица Наумовик. Cilj ovog projekta jeste da se deca školskog uzrasta edukuju o tome na koji način se reciklira upotrebljena tetrapak ambalaža i generalno da se podigne svest o reciklaži i o važnosti primarne selekcije otpada. To je, da kažem, u regionu, u svim državama dosta veliki problem i dalje i shvatili smo da je jako važno krenuti od malih nogu sa edukacijom i na jedan zabavan i kreativan način napraviti svest kod dece koje kasnije odu kući i oni edukuju u stvari svoje roditelje i nastavnike.